дојдовте во Едукативниот центар за зачувување на природата. Да кажем дека Едукативниот центар е воспоставен преку програмата за зачувување на природата во Република Северна Македонија и е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка. Некогаш Едукативниот центар бил училиште за ученици до 4-то одделение. Еве на сликите може да видите како изгледал пред да биде реновиран и некои генерации кои што учеле во ова училиште. Денес основната цел на Едукативниот центар е да ја промовира биолошката разновидност и преку вакви видови на предавања и настани да придонесе кон подигање на јавната свест кај посетителите за зачувување на природата. Сега можеме да почнеме со обиколката, одиме во првата. Просторија е посветена на реката Брегалница и започнува со мапата на Брегалничкиот регион. Реката Брегалница извира од овде, од Малешевските планини, поточно од брвот Ченгино-Кале на 1690 метри надморска височина, а се влева во реката Вардар на само 137 метри надморска височина. Заради овие висински разлики и заради мешањето на медитеранска и континентална клима, научниците сметаат дека има и богат биодиверзитет во овој регион или биолошка разновидност, нели? Исто така на мапата може да забележите дека има информации за секое населено место. Некоја карактеристична информација за тоа населено место и некоја карактеристично одбележие. Како например што е овде во Пехчево ги имаат ставено компирите. Берово имаат ставено сирење. Еве во Кочани и Чешиново Облежево ги имаат ставено оризовите полиња. Ги има дадено нели притоките на реката Брегалница. Инаку сите знаеме дека реката Брегалница е најголема река во Источна Македонија и главен воден ресурс за овој регион. И е втора по големина нели притока на реката Вардар. Сега одиме на оваа страна, циклусот на водата. Сите го знаете циклусот на водата, го имате учено, меѓутоа еве ставене за да се знае дека водата во природата не исчезнува, таа е секој пат присутна, само прави нели еднокружно движење. На оваа страна во тегличките може да ги видите рибите во реката Брегалница. Пречистителната станица за отпадни води, конкретно оваа, е преку механички биолошки методи на пречистување и ваква пречистителна станица имаме во селото Мачево, каде ги собира отпадните води од Берово и Пехчево. Горе ни се наоѓаат загадувачите и кога јас ќе го пуштам ова топче овде, тоа е символ на загадена вода, нели загадената вода преку канализацијскиот систем влегува преку една влезна шахта во пречистителната станица и најпрво поминува низ механички третман или низ вакви метални решетки, се со цел да се задржат оние покрупните материјали како што се кеси, капачиња, памперси, влажни марамички. И понатаму водата продолжува во базени кои што се нарекуваат фаќачи на песок. Во овие базени се таложи песокот на дното и водата ја пуштаат во друг базен каде што имаме биолошко пречистување на водата. За ова биолошко пречистување во базените се внесува активна мил, тоа е еден вид на тиња која што е богата со микроорганизми, аеробни микроорганизми. Значи потребно им е кислород на тие микроорганизми. Затоа се внесува и кислород во базените и на тој начин микроорганизмите ги метаболизираат органските загадувачи или ние како го нарекуваме тоа изметот и на тој начин ја пречистуваат водата. Во последниот базен милта се таложи на дното и водата се испушта во реката Брегалница, меѓутоа овој пат не е загадена и не представува закана за живиот свет во реката Брегалница. Доколку оваа активна мил се уште е активна, како што ја нарекуваат, односно се активни микроорганизмите, се враќа во почетокот на процесот на пречистување, меѓутоа, доколку не се активни, се носат на полиња со трска, каде што трската ги искористува оние хранливи материи кои што и се потребни од активната мил и после одредено време, кога ќе се исуши, се користи како ѓубриво за во земјоделството. Така на тој начин комплет е искористено се. И пречистителните станици представуваат еден од најпаметните начини на контрола на загадувањето. И по пат си го губи куферот.
и слегува да го бара токму во Брегалничкиот регион. Додека го бара куферот, се запознаваат дечињата со интересни информации за флората и фауната во овој регион. Ако сакате, може и да погледнете. Може некој да дојде ако сака. На стрелкичката може да се движиш и сакате да ви раскажувам? Или сакате некој да чита? Ево овде го губи својот куфер нели со подароци, а подароците се за неговите пријатели во Македонија. И слегува да го бара. Слегува на реката Брегалници, вака, има анимации. Гледате, рибчињата скокаат, ги прашува рибите, да не го виделе неговиот куфер со подароци. Меѓутоа, тие рекле дека не виделе никаков куфер. Понатаму орелот Оли продолжува и ги забележува жалните врби. Исто и ние ги прашува. Меѓутоа и тие не го виделе неговиот куфер. Доаѓа кај муволовката или инсектојадното растение. Направено интересно дечињата да си играат малку. Еве, треба да лови муви. Од овде се појавува орелот Оли да ја праша нели и неа да не го видел куферот. Еве ги оризовите полиња. Слегол и во оризовите полиња, меѓутоа и таму нема, значи каде се појавува? Позабелено, значи има некоја анимација. Може да кликнувате. Еве ги пријателите на орелот Оли, вака постепено, кога се движи и се откриваат пријателите на орелот Оли кои се. Еве летајки забележал некои чудни печурки и се симнал да ги праша и да не го виделе неговиот куфер. Тие носеле капи од куферот на орелот Оли. Сега куферот треба да го пронајдете со раскривање нели на листовите. Да, така. Го пронашол својот куфер и тргнал кон своите пријатели, кои што му посакуваат штеднаш. Добре дојде, еве ги пријателите на орелот Оли. Да, и на крај има што добиле како поклон. Еве мечката добила перница, волкот добил капа од африкански главатар, јазловецот добил парфем за да мириса убаво и лилјакот добил наочари за да гледа и да се дружат преку ден. Да, наочари за сонце добил. И тоа така завршува приказната со орелот Оли. Оваа просторија е биолошката разновидност или биодиверзитетот во Брегалничкиот регион. Овде имаме 9 видови на живеалишта кои се представени преку своите карактеристични видови од флората и фауната, иако во Брегалничкиот регион има многу повеќе видови на живеалишта, меѓутоа еве ги имаат издвоено тие кои што се покарактеристични. Таму првото живеалиште ни е реката Брегалница и гледате дека имаат ставено жители на реката Брегалница и лупа за да можете да ги видите. Претежно се ларвени стадиуми од некои инсекти, е поделено на горен тек, среден тек и долен тек, значи во зависност од чистотата на водата, такви видови и на жители има во реката Брегалница. Не? Не сакате да пробате? Слободно можете да земете. Не е страшно, затоа е направено, за да можете да видите. Еве овие две рачиња се исто биоиндикатори за чистотата на водата. Ги има само во изворичните делови и поточињата кои што се високо во Балешевските планини. За нас карактеристично живеалиште во овој регион кое што го имаме е тресетиштето.
Таму се наоѓа инсектојадното растение Дрозера ротундифолија. Еве како изгледа дрозерата. И овде на банерот исто така може да ја видите и секако ќе ја видите и во живо. Овие живеалишта се многу карактеристични, бидејќи тоа се живеалишта кои што настанале низ текот на годините со распаѓање на органски материи, значи тие се трупале и представуваат почви кои што се кисели и отсуствува кислород во нив. Благодарение нели на тоа што нема кислород и само органски материи, растението има адаптација да лови инсекти, преку ловењето на инсектите си го збогатува својот организам, да кажеме, со нитрати, кои што му се потребни за да функционира. И овие тресетишта се многу интересни, бидејќи во вакви видови на тресетишта во Данска и во Финска се пронајдени мумифицирани трупови. Тоа се случува бидејќи се кисели, има отсуство на микроорганизми, бидејќи нема овде кислород во почвата, и нема со што да се разградува тоа тело. И секако мислам тие тела се ставени како резултат на некои обреди кои што се во минатото правеле, меѓутоа еве мумифицираните трупови се останале и научниците ден денес имаат работа. Ние немаме овде трупови во ова живеалиште, меѓутоа го имаме инсектојадното растение, кое што е многу ретко и го има само на неколку локалитети на Осоговските и на Малишевските планини. Исто така, овие почви се многу ретки. Тоа се калофитни заедници или почви кои што се солени и ваков вид на почва има само во овче поле. И се смета дека некогаш можеби и во овој регион имало море, бидејќи вакви заедници имаме само покрај морските брегови.